мобингот представува една поспецифична појава на психичко и полово вознемирување на работното место, кое што се повторува низ различни активности на работодавецот, и овдека треба особено да се истакне дека треба доста да се работи, бидејќи ние имаме и посебен закон специјален кој што е донесен од самата држава, нели, кој што треба да ја обезбеди и да ги гарантира правата и начинот на остварување на постапката на заштита, за негова промоција, за обука на вработените, повторно ќе кажам, и колку и самите работодавачи ги исполнуваат условите, бидејќи и таму покрај тоа што станува збор за одредена, да речеме, суптилна и тешко докажлива работа, меѓутоа самата постапка на заштита за лицето што смета дека е во мобинг започнува токму од со неговото пријавување, односно барање повредата да се отстрани од самото лице кое што ја прави кај работодавецот, па самиот работодавец до она заклучно што значи водење на судска постапка, што сепак и таму постои едно основно начело, таму товарот на докажувањето е на тужениот, односно на тој што го врши мобингот, треба да докаже дека мобинг не се прави.